Еве денеска опозицијата пред очите на јавноста преку вас, новинарите и камерманите, ја завршивме нашиот дел од врската од договорот од Пржино и материјалите од прислушкуваните разговори кои што ги поседувавме како опозиција се предадени на специјалното јавно обвинителство. Предстои обемна работа за специјалното јавно обвинителство, посакувајќи им среќна нова година и многу успех во работата. Оставивме материјал кој што дефинитивно гарантира многу работа на специјалното јавно обвинителство. Уште еднаш да повторам дека граѓаните преку јавното обвинителство кое што е формирано во договор со 4 партии очекуваат и се надеваат на трошка надеж дека правдата во Република Македонија повторно ќе се врати за секој граѓанин без разлика дали има своја било каква определба. Овој дел од врската е исполнет и нема нешто што виси како врска на страна на опозицијата, како дел од договорот во Пржино кој што треба да биде исполнет. Ние остануваме во исчекување дека сите точки, се што е зацртано во договорот во Пржино, ќе биде исполнето од сите учесници кои што се вклучени во овој договор. Напоменуваме, анкетната комисија е формирана со цел политичка одговорност преку јавни искази на повидок на јавноста, како што е формирано специјалното обвинителство заради кривична одговорност за се што е поврзано и што произлегува од содржината на неовластено прислушкуваните материјали. Секако одговорност и политичка и кривична доколку ја има и се докаже. Очекуваме истовремено да биде донесен закон за медиуми, да се постигне договор за регулација на медиумите, за да може да се создаде амбиент за кристално чисти избори, за фер, демократски и регуларни избори. Истовремено очекуваме да бидат исполнети сите соодветни рокови кои што зависат сега од ново формираната државна изборна комисија, каде што предстои согласно законот и договорот целосно споредување на фотографиите од биометриската документација, целосно споредување на базите од биометриската документација, граничните премини, КИПС, кој што ги гарантира трансакционите сметки на граѓаните и сите други бази на податоци и да се заврши теренската проверка на избирачкиот список, за да обстои врската на сите политички чинители како одговорни пред граѓаните дека се обезбедени фер, регуларни и демократски услови за одржување на наредните парламентарни избори. Не може Македонија повторно да оди на избори со 1.780.000 гласачи, кога знаеме сите дека сме најверојатно помалку од 1.650.000 жители во државата. Ова се сериозни императиви кои што се поставени пред нас. Ставивме подписи сите 4 председатели на политичките партии кои што сме вклучени во преговарачкиот процес и оврската е подеднакво заедничка на сите 4 партии или сите 4 чинители во договорот од Пржино. Ова е сериозна работа, меѓународната заедница истакна на Македонија, препораката може да обстои и надежта за европска иднина на Република Македонија само ако се исполни императивот на договорот од Пржино, а тоа е кристално чисти избори. Дали ги предадовте и материјалите за случајот Монструм? Сето тоа што ни беше предадено, денеска го предадовме на специјалното јавно обвинителство. Секако тука се и транскриптите за кои што на пресконференциите зборував за поврзани со случајот Монструм, но и со многу други случаи за кои што граѓаните ќе очекуваат правна разрешница. Се надевам дека правдата ќе ја дочекат сите праведни луѓе во ова наша земја. Се надевам дека Македонија ќе исчекори кон патот на праведноста, на правдата и на правната држава. Господин Заев, да бевте на местото на специјалната обвинителка, дали би подпишале одлука за ослободување на Велишевски? Тоа не е мое, јас да го коментирам. Јас сум во координација со адвокатите, кои што ни се заеднички адвокати. Подолг период ние молиме со сите аргументации согласно закон да се замени мерката притвор со поолеснителни мерки. Знаете дека една од најсериозните забелешки на Република Македонија е злоупотребата на притворот, кој што значи и пред се јавна осуда, без при тоа да биде докажано
за било кој граѓанин делот. Тоа се случуваше и со господинот Верушевски, господинот Лазаревски, госпоѓа Верушевска, господин Палифров и другите луѓе кои што се таму и Звонко Костовски, да не го заборавиме. Правдата мора да биде подеднакво важна за сите. Специјалното јавно обвинителство, според тоа што го знам од моите адвокати, од нашите адвокати и од медиумите, е дека сепак донело мерки како што се гаранцијата и одзимањето на пасош, заради тоа што сепак предстои судски процес за процесот Пучи. Инсистирате комуникација заради безбедносни причини не ги предавате материјалите. Што да се смени? Денеска веќе имавме соодветни информации дека условите за безбедно чување на материјалите, во кои што најголем дел е приватноста на граѓаните, таквите услови се обезбедени. Имавме прилика, еве со доставувањето на материјалите, да ги видиме сефовите со сите технологии на нивно чување и можам да кажам дека сега сум слободен од она што значи и законска и морална, односно етичка обврска за совесен имател на вака чувствителни материјали, дека се предадени во соодветната институција, специјалното јавно обвинителство и соодветно ќе бидат чувани и единствено достапни на специјалните јавни обвинители. Што ги коментирате најавите за протести пред специјалното обвинителство? Дури некои повици беа и за нас. Јас верувам дека вакви најави можат само за бегани личности да продуцираат или да најавуваат. Секако не верувам дека на некој ќе му падне на памет да прави таква работа. Ова е специјално јавно обвинителство за чие основање стои апсолутното, скоро целосно мнозинство во парламентот во Република Македонија, со претходно со подписите на 4 председатели кои што се на најголемите политички партии, вклучени во договорот од Пршина. Сите материјали, како ги добивме од луѓето кои што ни ги доставија минатата година, така и се доставени до специјалното јавно обвинителство. Сите 600.000 разговори, како што беше бројка. Сите разговори кои што ги добивме, сите се доставени. Се дигна голема фама околу евентуална пристрасност на специјалното обвинителство. Сопругата на Верушевски вчера преку Фејсбук јавно се заблагодари на вас како лидер на опозицијска партија. Дали мислите дека интензитетот на вашата комуникација со прва обвинетиот во Пучи има некакво влијание? Значи, со господинот Зоран Верушевски комуникациите јас сум ги соопштил неколку пати досега во јавноста. Секако стојам за сето она што го имам кажано досега во јавноста, а во работењето на специјалното јавно обвинителство нема да коментирам ништо повеќе од тоа што досега го имам кажано. Верувам во неговата независност, непристрасност. Јас сум обвинет во еден од предметите, зад кои што секако од другата страна пред судот ќе стои специјалното јавно обвинителство. Јас сум еден од граѓаните во Република Македонија кои што барат правда. Случајот Пуч се однесува на шпионажа и за насилство врз премиерот. Абсурдноста е веќе докажена во јавноста. Се надевам дека по судски пат и правдата ќе излезе на виделина за Зоран Заев, за Верушевски и за сите други обвинети луѓе во случајот Пуч. Уште едно прашање, господин Заев. Дали од овие материјали биле преселувани некогаш и дадени на осомничените што се за фалсификуваните лични карти? Тоа ќе го прашите Сашо Мијалков и тајната полиција. Оригиналите се кај нив, најверојатно има неколкукратно повеќе материјали. Се надевам дека и тие ќе ги достават материјалите до специјалното јавно обвинителство. Ние го доставивме тоа што ни беше доставено од луѓе патриоти кои што си ја сакат земјата и кои што овие материјали ги доставија до Социјалдемократскиот сојуз како најголема опозициона партија со исклучителна цел да се врати слободата, демократијата, правдата и Македонија повторно да се врати на колосекот кој што не носи кон Европската унија. Тоа ние го исполнивме, еве денеска со предавањето на специјалното јавно обвинителство, очекуваме специјалното јавно обвинителство понатаму преку предистражни и истражни постапки да ги утврдува фактите и согласно тоа да поднесува обвинителни акти или да отфрла кривични пријави. Тоа е нивна задача и нивна обврска. Овие материјали уште еднаш напоменувам, кои што ние ги поседувавме, се сопственост на граѓаните и на Република Македонија. Денеска се вратени во независна институција која што ќе може да ги искористи исклучиво за добра иднина на нашата земја и на сите нејзини граѓани. Остана ли некоја куќа во вашето селиште? Доколку ги изгубите изборите, сте спремни да признаете? Социјалдемократскиот сојуз е убеден
дека ако имаме фер, регуларни, кристално чисти избори, со леснотија ќе замине ова зло од власт. После се што е споделено со јавноста, на сите им е јасно како бел ден дека оваа влада која што ја уништила и слободата и демократијата, ја уништила и правдата, ја уништила и еднината на сите граѓани, со леснотија ќе замине од власт само ако имаме фер, регуларни демократски избори. Ние немаме намера, ниту сакаме да не признаваме избори. Тоа значи дека ќе учествуваме во избори само ако се исполнети комплетно сите услови од договорот во Пржино. Така да ЗАЕВ ќе нема прилика да признава или не избори. Уште еднаш напоменувам при тоа давајќи го одговорот дека императив на договорот е победникот да има цел легитимитет. Тоа значи е возможно само при кристално чист изборен процес. А при кристално чист изборен процес Никола Груевски ќе замине во заборав.